Ако некогаш беа ретки случаите кога имавме некое лице кое не може да погоди одредени букви или не може правилно да ги изговара, тоа најчесто беше Р. Во денешно време се чини дека се поголеме за жал бројот на лица кои страдаат од такви, ајде ќе речам, говорни деформитети уште од раѓање. Од друга страна, логопедите велат дека може да се променат работите на позитивно, а особено во раната детска возраст, храната игра и тоа како голема улога. Денес ќе се едуцираме, но од друга страна и ќе готвиме, и сето тоа ќе можеме да го реализираме благодарение на нашиот и ваш следен гостин, односно соговорник. Добро утро, магистер Бојан Богдановски, клинички логопед. Добро утро и вам, и благодарам за поканата и голем поздрав за сите оние кои не гледат во моментот. Бојан, многу пати сме соработувале, многу пати гледачите на Сител имале можност да ги видат и да ги слушнат твоите практични совети околу се она што значи правилно зборување, правилен говор кај најраната детска возраст. Но од друга страна, еве денес имаат можност да те видат и во едно поинакво издание, па ајде веднаш да откриеме која е улогата на логопедот или што поконкретно прави еден логопед. Често пати во народот за логопед се мисли дека тоа е стручно лице кое ги коригира само гласовите, односно неправилниот изговор на гласовите, РЛ и така натаму кај децата, но во глобала логопедијата зазема се поголем замав во денешно време и станува една од, ајде да кажеме, подоминантните струки која станува збор за детскиот развој. Инаку логопедот е медицинско стручно лице кое што се занимава со превенција, дијагностика, детекција и третман на говорно-јазични расстройства, односно патологија во вербалната комуникација, и тука не станува збор само за неправилниот изговор на гласови, како што спомнавте гласот Р, туку и многу други говорно-јазични патологии, односно проблеми во говорот и јазикот кај лица со аутистичен спектар, интелектуална попреченост, лица со тешкоти во читањето и пишувањето, лица по ларингектомија, лица со кохлеарни имплант, односно лица со оштетување на слухот. Тука се исто така децата со пелтечни, односно голем број на состојби кои што се проследени со некаква патологија во вербалната комуникација. Колку во денешно време, еве, помладите родители знаат да ја побараат вашата стручна помош, што вели вашата пракса, искуството, еве, со колеги кога разговарате, која е таа минимална или соодветна возраст кога децата треба веќе да започнат со вежби и се она кое може да го подобри нивниот говор, доколку од почеток се забележат некои отстапки? Па можеме да кажеме дека до пред 10 години логопедијата, како и другите некои области на медицината, односно психологија, психијатрија и така натаму, беа табу тема, но со она што се јави поголем пораст на лица со некаква патологија во развојот, се зголемува и свеста за посета на логопед, дефектолог, психијатар и така натаму, па можеме да кажеме дека родителите се посвесни, дури постои страв дека нивното дете може да има некаков говорно-јазичен проблем и се почесто се советуваат со логопед. Од друга страна, драго ми е што дури оние возрастни лица кои што некогаш не биле запознаени со тоа што е логопед, сега се јавуваат за третман и дијагностика кај логопедите. Може кај возрастни луѓе да се коригираат некои проблеми? Секако дека може, или бар во најмала рака може да се ублажат некои проблеми и да се подобри самата состојба, односно можеме да кажеме дека тоа се најчесто лица кои што пелтечеле во текот на целиот живот, имале една блокада на некој начин во нивното секојдневие и поради тоа тие сега се јавуваат на третмани. Лица кои што имале потешкоти, односно оштетување на слухот, се јавуваат сега на логопед за да подобрат својата вербална комуникација и многу други состојби кои што ги третира логопедијата. Така е, тука морам да го поставам и прашањето колку храната, начинот на исхрана е клучен во тој правилен развој кај децата, бидејќи живееме за жал во едно време каде што сите сакале или не сакале брзаме, динамично време да заработиме, да можеме да обстанеме, кога велам заработка, нели? Колку таа пасирана храна или се така на лагер што викаме, баш негативно влијае на говорот, се изгубија ли оние квалитети на правилно говорење кога беше во тренд едно време да се гризе баш она јаболко да не биде пасирано во различни блендери, сега имаме во денешно време? Јас би рекол дека не се изгубија само квалитети на хранење, односно јадење, туку генерално квалитети на живење, затоа што следејќи го модерниот начин на живот и она што ни се налага како тренд и како модерно, ние луѓето станавме доста можеби поладни во секојдневното функционирање. Да, тука и самата исхрана која што е многу важна како физиолошки акт, односно самото
хранење кај децата, бидејќи детето кога се развива поради низ некои развојни етапи, односно фази и норми кои што треба да се следат, односно дека тоа до 6-тиот месец се исхранува само со мајчиното млеко, понатаму значи пополека треба да се внесат оние кашички кои што порано ги приготвувале мајките и бабите, нели, од домашни производи, односно од овошје, во себе имаат свој гранулации, односно текстура која што го стимулира оромоторниот систем кај децата, на тој начин се подобрува, значи, односно се подготвува логомоториката која што е предуслов за добар изговор на гласовите и целокупно за говорот кај самите деца. Денеска, да, децата можеби се премногу изложени на пасирана храна, хранење пред телевизор како услов дека детето ќе јаде, што представува се поголем проблем и за децата, и за родителите, па и потребата од логопед тука се зголемува. Така е, дај Боже да немате работа вие, но како што тргнало се чини дека ќе имате и тоа како работа, бидејќи се повеќе сме сведоци, моето дете не сака да јаде, не сака да биде мирно, па морам цртан да пуштам, па да нешто пасирано, па да биде тоа тој што сака да јаде. Еве гледаме тука имаме некои намирници, колку ти е позитивно или негативно ќе влијат ако ги искомбинираме да подготвиме нешто за одредена детска возраст, па и за нас повозрастните, зашто да не. Така, апсолутно. Јас стојам за тоа дека треба сите ние да се исхрануваме здраво и со домашна храна, бидејќи во последните години, како што кажав, новите трендови кои што се доста модерни наметнуваат брз начин на живот, односно да имаме храна со достава од ресторани, да не готвиме, тоа генерално биде купечка храна, но тука се губат, може да кажеме, и оние семејни вредности каде што треба и семејството и децата да се хранат, па затоа денеска прикажуваме еден брз рецепт за да не ме изговори дека нема време за готвење. Тоа е една здрава пита составена од пченкарно брашно и од спанаќ, така што може да започнеме со правење на истата. Можеме, да, Бојан, можеме веднаш да го почнеме процесот во интерес на времето, слободно почни си со подготовка на целата таа процедура која ни е потребна. А од друга страна, ајде да дадеме пак некои практични совети. Родителите сигурно си велат, па сигурно е скапо да се оди на логопед, не можам да си го дозволам, во помало место живеам, не се толку многу достапни. Кои се ти оние основни вежби кои можат да ги прават родителите со децата, еве за тие основни корекции, да речеме буквата Р, буквата Л и некои останати работи? Кога зборуваме за цената на самите логопеди, можеме да кажеме дека се повеќе постојат логопеди во Македонија, бидејќи на некој начин се повеќе студенти ги запишуваат овие струки, затоа што очекуваат дека тоа е една навистина струка која што допрва ќе се развива. За жал постои се поголема потреба од истото и можеме да кажеме дека родителите бараат логопед, но не секогаш се обраќаат на правилно место. Она што често колегите го зборуваат и ние го зборуваме во секојдневната пракса е тоа дека кога се обраќаме кај логопед, треба да видиме кај кој логопед се обраќаме. Тоа следно прашање ќе ми беше како да препознаеме квалитетен логопед. Да, треба значи да обратиме значи кој е тој логопед кој што го третира нашето дете, бидејќи се повеќе се уваат дури логопеди кои што се уште немаат нели завршено студии, што мора на некој начин и тие да се испраксираат и да почнат со образование, но затоа родителите меѓусебно комуницираат. Денеска постојат доста социјални мрежи, тие комуницираат меѓусебно и ги споделуваат своите искуства и стигнуваат до сознанија за тоа кој родител какво искуство имал со одреден логопед и најчесто тие на тој начин се јавуваат. И затоа јавувањето во логопедските центри генерално оди врз база на искуства на родителите, односно по препораки. Затоа на што спомнав, жал ми е што се уште нема комора на логопеди која што би направила уште подобра регулатива на нашата професија. Рековме дека уште од најрана возраст, доколку се почне со превенцијата, толку поголеми се веројатностите нели дека ќе помине сето тоа успешно. Која е таа минимална возраст или кои се тие симптоми кои укажуваат дека едно дете има проблеми со говорот и треба да се побара стручна помош?
Најпрво родителите ги познаваат најдобро своите деца, односно како тие се развиваат и тие ги споредуваат со нивните врсници. Дали се тоа деца од околината, дали се тоа деца од градинка, и они тука меѓусебно се укажуваат како партнери, односно мајката и таткото, дали нашето дете има некаков проблем, треба да се обратиме, и тоа се најчесто проблеми околу година и пол до 2 години, кога децата не се вртат на своето име, кога децата не остваруваат социјална интеракција со околината, тука изостанува говорот, заостанува или се губи, и на тој начин стигнуваме до тоа да се јават тие на логопед, и тука започне целиот процес на диагностика. Често пати тука и воспитно-образовниот кадар, односно учителките од градинка, кои што му кажуваат на родителите дека треба да се јават кај стручно лице. Верувам дека сето тоа ќе придонесе за подигнување на свеста кај родителите поажурно да ги следат своите деца и со тоа да ја побараат вашата стручна помош. Мораме да ја начнеме ајде темата или делот од целиот овој разговор. Колкав е тој временски период на третман? Сигурно е индивидуален, но постојат ли минимум и максимум време кога се очекува дека ќе се видат промените? Се случувало ли да ви дојде клиент и по одредено време, иако ги давате сите напори се вложуваат, сепак да нема никој исход? Најдобар период е периодот што порано се почне, тој е оној совет кој што го давам ние логопедите, односно дека раната детекција и раната интервенција се најдобриот начин за тоа да се започне со третман, односно дека родителот првпат кој ќе се посомне во развојот на детето, дека тогаш треба тие да се советуваат со логопед, и секако колку порано се започне со третман, толку побрзо ќе има резултати. А кој е таа возраст? Значи, повторно кој што кажав, тој е периодот околу година и пол, 2, кога станува збор за развојните расстройства, како што е аутистичниот спектар, интелектуалната попреченост, развојната дисфазија. За тоа колку ќе има резултати, јас велам дека секогаш кога се работи, се очекува да има позитивни резултати, и можеме да кажеме дека по оној прв месец од третман веќе се забележуваат првите подобрувања, а исходот зависи од тоа каков третман применува логопедот, колку вежба семејството како котерапевт во третманот заедно со детето, и на крајот, значи, тежината на самата клиничка слика, односно на самата состојба. Значи иако индивидуално, сепак многу фактори влијаат, и стручноста на логопедот и семејството, а предпоставувам и самата упорност на детето, иако е многу мало, можеби не е ни свесно, но сепак нели преку игра родителите треба да бидат тие кои ќе го поттикнат сето. Тоа се случувало ли да ви дојде детенци по неколку третмани, тоа да не сака да доаѓа, да му се видат тешки, захтевни работите, па како реагирате во една таква ситуација? Знаете како, сите знаеме дека децата ја сакаат својата комфорт зона, затоа што пред се мора да знаеме дека тоа се деца, и децата сакаат пред се да си играат, но од друга страна можеме да кажеме дека кога доаѓаат кај нас, конкретно во нашиот центар, ние користиме навистина научно докажани методи кои што ни овозможуваат добар пристап и методологија во нашата работа, која што предизвикува децата навистина секое следно доаѓање на логопед едва да го очекуваат да пристигнат кај нас. Кога сме повторно кај самата храна, колку во тој третман на вежби им советувате, каква храна да се практикува, барем овошје, зеленчук, или нема никоја директна поврзаност? Мислев на тоа дали да ги стимулираат децата повеќе да гризат, со тоа да се вежба самата моторика за говор. Така, кога зборуваме за нутритивни вредности, значи тоа се бават педиатрите и нутриционистите, но од друга страна кога зборуваме за како се стимулира оромоторниот систем, односно логомоториката кај децата, ние ги советуваме дека секогаш кога се започнува со исхрана, тоа да оди бавно, односно детето да не се форсира дека мора да јаде, бидејќи тоа некогаш прави негативен ефект. Од друга страна, кога станува збор за деца со развојни расстройства, како на пример аутистичен спектар, кај нив се појавува
сензорна преосетливост на одредени видови на храна, односно да избегнуваат да јадат храна со одредена текстура, со одреден вкус, поради што ние започнуваме тука и третман за самото хранење, односно правиме една системска десензитизација каде што детето треба прво да ја запознае храната, да ја допре, да ја помирисе за да може брзо да се прилагоди кон истата и потоа да ја прифати. Секогаш одиме побавно за да не создадеме поголема фрустрација кај овие деца. Така е, ова предпоставувам дека нема да треба да одстојува временски или ќе треба да може одстои. да го ставиме во некое тавче за да Тавче има позади тебе, колку што можам да забележам, да одложено ние веќе и со хартија, помогнале луѓето зад камерите, ќе го ставиме на печење за многу кратко време, ќе добиеме нешто им да биде здраво, од друга страна, како што велиш, има и некоја текстура која ќе придонесе за повеќе да се джвака храната, отколку само да биде она пасирано за брзо некако да може да се проголи. Родителите треба да бидат истрени, упорни во тоа кога нивните деца не сакаат да јадат одредена храна и да не дозволуваат детето да го поставува услов дека нема да биде мирно и ќе одбива да јаде доколку не гледа телевизија истовремено, биќе тоа исто така еден, да речеме, модерен проблем кој што се јавува кај децата и кај нивните родители, исто така и кај децата со развојни расстройства, значи да бидат упорни, односно дека детето доколку одбива одредена храна, да не остава дека тоа ќе се среди со време, туку да се консултираат со стручно лице, односно со логопед и потоа да се започне со третман и да се следат насоките од логопед како би се средиле овие проблеми во исхраната и хранењето кај децата. Така, ова оди сигурно на печење, колку што можам да видам од овде некои на 200 степени ние наместена фурната за некои 15 до 20 минути, предпоставувам дека готово ќе биде. Готово и здраво. Така е, Бојан, ќе продолжиме да зборуваме токму и за колку тие цртани или тие серии на странски јазици, најчесто на англиски, влијат врз тој говор, на кој начин тука можеме да превенираме и дали воопшто треба да превенираме, но додека ни се подготвува нашиот протеински оброк, би рекле, дали може да направиме една кратка пауза, ако согласуваш. Така е, почитувани, имаме уште многу содржини, многу гости, многу случувања во нашето студио до 10 часот, а следнава содржина која ќе ви ја доловиме или еве што следува, сигурно ќе ви спровоцира, никако да не ја промените фреквенцијата и да бидете наше друштво, како што знаете, се до 10. Со Бојан се враќаме за многу кратко. А оние кои од почеток не следите во ова саботно издание во живонутринската насител, знаете дека имаме бројни содржини, а како централна тема ни е поврзаноста на храната и говорот, а ни сето тоа не води магистер Бојан Богдановски, клинички логопед. Бојан, уште еднаш добро утро пред камери. Добро утро и повторно голем поздрав за сите оние кои не гледаат во моментот. Ајде да подсетиме за оние кои можеби во моментов се вклучуваат, за каков тип на храна зборувавме, односно што подготвивме ова утро. Така, денеска направивме едно брзо јадење, пред се здраво јадење, кое што може да биде совет во ова едно брзо време на живење. Иначе стана збор за здрава проја направена од пченкарно брашно и од спанак која што одзема се неколку минути за нејзина подготовка. Така, гледачите има прилика, ако редовно не следа од почеток, во живо да се уверат дека буквално само неколку минутки се потребни и тука нема изговори. Брзам, немам време, дај нешто пасирано, готово да купам за детето. Рековме дека во овој дел од разговорот ќе продолжиме во насока колку странските јазици, особено англискиот, и тоа како позитивно или негативно влие врз правилниот развој и говор на децата, бидејќи нели живееме во Република Македонија. Кој е коментарот? Како што кажавме, не само за готвењето, туку и генерално брзиот начин на живење придонесува децата се повеќе да се изложени на модерна технологија, што е сосема погрешно, бидејќи на децата треба да се остави да бидат деца и тие да си играат, затоа што говорно-езичниот развој е најизразен во периодот од 3-та до 4-та година. Во тој период нема потреба на вистина децата се изложуваат ниту на цртани, ниту на таблети, телефони, односно содржани на странски јазици. Уште помалку се верува на тоа дека детето побрзо на тој начин ќе го усвои странскиот јазик, бидејќи мора прво да усвои една база, односно тоа е мајчиниот јазик, а потоа нормално во животот има време за кога да ги усвоива странските јазици. Од друга страна, модерната технологија да може да направи проблеми во говорно-езичниот развој, односно вербалната комуникација, но не и да предизвика некои расстройства како што аутистичниот спектар, интелектуалната попреченост, развојната дисфазија и така натаму. И тоа е она што е многу важно да се направи
направи разграничување за етиологијата на овие состојби. Многу пати технологијата во негативен контекст ја ставаме, па дали има некои позитивни аспекти кои вие логопедите ги советувате или ги препорачувате за да се користи технологијата за надминување на тие некои говорни проблеми, особено кај најмалата публика, но од друга страна и кај повозрасни луѓе? Не треба ние да обвинуваме технологијата дека таа е некаков причинител за говорно-јазичен проблем кај децата, туку треба да се обвинуваме себе и себе. Ја секогаш велам дека технологијата е создадена нам да ни служи, не ние на технологијата. За таа дали може да има некакви бенефити, секако дека може да има, односно детето да се запознава, секако контролирано од страна на родителот, за многу содржини, како што се животни, видови на храна и така натаму, преку технологија, умерено користење во текот на денот. А дали таа се применува од страна на логопедите и дефектолозите? Да, се применува најчесто како асистивна технологија за време на третманите, особено кај деца со развојни расстройства, како би му возможила полесно нивно изразување, особено кај оние деца кои што се невербални. И сигурно целиот овој разговор некој мотивираше можеби во иднина да тргнем токму по вашиот пат логопедскиот, ако така можеме да речеме. Кои се условите или како се станува логопед во Македонија? Ништо треба да помине една личност, еве ако е средно образование, за да се стикне со една титула како што е твојата? Пред се треба да го сака тоа што ќе го учи, односно да знае дека ќе биде истрен, дека постојат многу бројни испити кои што ќе одземат доволно време за лицето да се образува, инаку станува збор за гранка на медицината, кој што се изучува на медицински факултет, а понатаму се овозможува шансата за специализација, магистратура, докторат, односно секакво друго надоградување на самата професија. И да, можам со сигурност да кажам дека иако сите мислиме дека на запад има многу подобри услови, како станува збор за логопедијата, е на ново актуелна гранка, иако е многу стара наука, дека ние во Македонија на вистина имаме добра струка, добар кадар за логопедија и секогаш родителите кои се сомневаат во развојот на нивното дете да се консултираат со логопед, да не оставаат на случајност. Морам да прашам дали во вашата професија има луѓе кои можеби имале лично тие некои јазични бариери, односно говорни проблеми, па токму тоа ги мотивирало и ги инспирирало да бидат дел од таа апел? Па генерално има, значи може да се забележат колеги кои што на пример имале пелтечење или пак имале некој во семејството, најчесто брат или сестра со одредено расстройство во вербалната комуникација, поради тоа тие се запишуваат нови смерови како би добиле повеќе знаење за истите тие состојби, но од друга страна предуслов за логопедите тие да имаат добра дикција и добар говорно јазичен статус, како што тоа како добар говорно јазичен модел му го пренеле на своите пациенти. Благодарам, Бојан, за сето она кое ни го сподели, вака што ни даде и прекрасен предлог кој нема оправдување дека нема време да подготвиме нешто вкусно, квалитетно, од друга страна да биде здраво, да го заокружиме целиот овој разговор, која е пораката до сите идни логопеди, односно ваши колеги, но од друга страна и совет до родителите, зашто е важно, од друга страна не е срамота да се побара стручна помош кај логопед. За логопедите совет е дека треба да сакаат својата струка, да имаат цел и амбиција за тоа што го прават и секогаш да работат од тоа да ја издигнат оваа професија онаму каде што работат, односно во ситуацијава во Македонија, затоа што навистина нашите деца заслужуваат добар третман. А кога станува збор за родителите, најдобар совет е секогаш кога ќе се посомневаат во развојот на нивното дете, да не оставаат на случајност дека можеби тоа ќе се подобри, бидејќи секој сомнеш не се јавува за џабе. Односно дека тие треба благовремено да се јават кај логопед, кај стручно лице и да добијат консултација. И друго што сакам да кажам во односно на што ти го кажа Димитар, се благодарам што вие како медиум секој стоите тука заедно со нас логопедите како би ја подкревале јавната свест за кај народот за тоа што е логопед и нормално каде може да се обратат кога ќе се сретнат со ваков проблем. Благодарам уште еднаш и се гледаме во некоја следна прилика повторно со едукативни и од друга страна интересни содржини. Благодарам.